Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кис имената. Во нив ќе гледате. Прв женски рурален онлайн пазар за локални земјоделски производи и традиционални преработки од рацете на жени земјоделки од Гостиварско. Градоначалникот на Тетово Касами вели дека има 8 проблематични точки на водоводниот систем. За напролет се најавува студија и решенија. Буџетот на Гостивар за 2022 година е проектиран на 1 милиарда 146 милиони денари. Локални здрави земјоделски производи и традиционални преработки од рацете на жени земјоделки може да се најдат на првиот женски рурален онлайн пазар кој е ставен во функција од неодамна. Во проектот учествуваат и жени од Гостиварскиот регион. Спој на традиционалното производство на храна и животните приказни на жените земјоделки. Ваков е краткиот опис на првиот женски рурален онлайн пазар, каде може да се најдат зеленчук, овошје, жито, мешункасти и јаткасти плодови, пчеларски продукти и домашни преработки произведени од жени. Освен тоа, овде може да се прочита и нешто повеќе за припадничките на понежниот пол од руралните средини. Првиот женски виртуелен е-пазар е наречен Наша тезга. Го подготви рурална коалиција со соработници и поддржувачи по иницијатива на жените од руралните средини. Во проектот учествуваат и жени од Гостиварскиот регион. Занимавам се земјоделство, пченка, пченица, граф, лешници и фарма со крав. Наша тезга би ги советувала моите колешки, значи земјоделки, прво да се регистрираат за да биде полесно се она што го обработуваат и преработуваат во наша тезга за онлайн продавање. Јас сум Добрина Даиловска од село Кунчевиште, млад земјоделец, член на моја фарма. Замолувам сите млади земјоделки што се за да се зачленат, за да можеме нашите производи да ги продаваме преку онлайн. Идејата за Наша тезга произлегла од истражувања кои покажале дека 84% од жените во руралните средини за време на пандемијата се соочиле со намалување на нивните економски приходи од земјоделските активности, а нивните производи остануваат непродадени. Всушност е една наша традиционална македонска трпеза. Вака изгледа трпезата во секој едно домаќинство во руралните средини. И токму низ селата, низ нашата држава, ваквите трпези најчесто се подготвени од вредните раце на нашите жени од руралните средини. Всушност, тука е нашата главна цел да се промовира она што е наше, она што е домашно произведено, затоа што всушност жените од руралните средини ја прават и најблагодарната работа, а ја произведуваат локалната храна која што на сите нас ни е од огромно значење. Мисијата на платформата е директно да придонесе за унапредување на социјално-економската положба на жените од руралните средини. Градоначалникот на општина Тетово Билјал Касами при надгледувањето на санацијата на дупките по тетовските улици одговори на новинарско прашање и за состојбата со водоснабдувањето во Тетово и честите дефекти и рестрикции. Поред информацијата од кога дојдов, стапив на функцијата, веќе ми приложија од јавното претпријатие дека се околу 8 проблематични точки на целиот довод на цевката од Лешница до пречистелната станица. Една од тие точки веќе пред месец дена интервениравме, ја саниравме, но другите немавме време за тоа што нели почна зимата. Една од тие 8 точки веќе е пукната и сега вработените во ова време се наоѓаат на место и се обидуваат да ја санират. Се надеваме дека овие 2-3 дена ќе биде завршена таа работа, а на пролет ние ќе излеземе со целосна студија каде се тие точки и ќе интервенираме да ги санираме за следната година да не се соочиме со тој проблем.
Буџетот на Гостивар за 2022 година е проектиран на 1 милиарда 146 милиони денари. Вчера попладне во општината се одржа јавна дебата на која буџетот беше презентиран пред граѓани, спортски клубови и издруженија. Општина Гостивар во 2022 година ќе има буџет тежок 1 милиарда 146 милиони денари. Изминатиот период секторот задолжен за финансии и буџет го подготви најважниот документ за функционирањето на локалната самоуправа, кој во форма на предлог буџет беше презентиран на јавна дебата со граѓани, спортски клубови и здруженија. Буџети комуна со Гостивари, првите темени за ден. Во буџетот за 2022 година е представен годишен план на приходи и расходи кои се вклучени во основниот буџет, самофинансирачки активности, грантови, донации и заеми во вкупен износ од 1 милиарда 146 милиони денари. Планирањето за 2022 година во однос на минатата година има пораст од 1%. Даночните приходи во буџетот за следната година учествуваат со 21,9%, неданочните со 3,6%, потоа капиталните приходи со 2,1%, додека најголем дел отпаѓа на дотации со 63,1%. Буџетот ќе се најде пред Советот на општина Гостивар на седница која е закажана за во петок. Се очекува да биде усвоен со оглед дека локалната власт го има советничкото мнозинство. Процедурите понатаму налагаат буџетот да влезе во сила од 1 јануари 2022 и да се објавува во општинскиот службен гласник. Министерот за здравство Венко Филипче во изјава за медиумите рече дека нема потреба од дополнителни мерки и рестрикции за време на новогодишните празници. Мерките за сега се добри и сегашните рестриктивни мерки во пресред на новогодишните празници сметам дека се доволни со оглед на тоа што такви собери на јавни места има и секаде. Практично ќе се достигне кулминација за време на новогодишните празници, после сето тоа ќе спласне, а сега е прилично мирна состојбата. Не гледам зашто, специфично и само за новогодишните празници, би правеле некаква рестрикција, кога собери сега пред нова година традиционално има секаде во огромен број луѓе се собираат. Во гостување на утрински брифинг, доктор Александар Петличковски истакна дека затворањето на границите нема да помогне во спречување на ширењето на омикрон сојот. Тој објасни пошто е специфичен овој сој. Мислам дека евентуалните мерки на границите нема да направат голема разлика во моментов, затоа што веројатно вирусот е тука некаде. Ние малку тестираме, ако и воопшто тестираме варијанти вирусни, значи нема шанса да не одмине омикронот и предпоставувам дека доколку почесто секвенционираме варијанти вирусни, ќе го откриеме дека е присутен тука. Секаде каде што се појави во сите држави за многу кратко време, омикронот стана доминантна варијанта, но тоа не ја менува основната поставка во справувањето со епидемијата. Повторно, индивидуалните мерки на заштита и вакцините остануваат најефикасните оружја што ги имаме во справување со него. Да, ова варијанта вирусна содржи многу мутации кои се веќе видени, но различното кај омикрон е што тие на број се многу повеќе присутни отколку кај секоја поединечна варијанта алфа, делта и така натаму. Значи, овој сој, оваа варијанта има над 40 мутации само во тој клучниот спајк протеин. И сега стравот кој што се појавува, кој што го подигнува појавувањето на оваа варијација е дека имунитетот кој го создаваат вакцините и имунитетот од прележана болест би можел да биде избегнат заради варирањето, заради измените на вирусот. Значи, прашањето е дали антителата кои ги создававме во одговор на вакцините и во одговор на претходно прележана болест ќе бидат ефикасни и за овој нов сој. Од тука е стравот, значи релативно е голема измената на вирусот споредено со оригиналниот сој за кој беа конструирани вакцините првично. Но доказите научни не се страшни, како да кажем, затоа што некаков имунитет секако има, а многу е јасно деновиве дека засилување на имунитетот со трета вакцинална доза многу ефикасно се справува со новата варијанта.
Пронајдени пиротехнички средства кај 49 годишен гостиварец. Приведен 27 годишник од Гостивар поради злоупотреба на лични податоци. Од СВР Тетово информираат и за засилени активности за поголем ред со паркирањето во централното Тетовско градско подрачје. Полициски службеници на СВР Тетово, Оделение за внатрешни работи Гостивар, вчера околу 16 часот и 35 минути, на улица Борче Јовановски во Гостивар, лишиле од слобода 49 годишен гостиварец, во чија монтажна дрвена барака биле пронајдени околу 1600 разновидни петарди и друга пиротехника. Тој е задржан во полициската станица Гостивар и по целосно документирање на случајот ќе му биде изготвен поднесок за недозволено изработување, држење, посредување и тргување со оружје или распрскувачки материи, член 396 од Кривичниот законник. Вчера вечер, пак околу 22 часот и 30 минути, полициски службеници на СВР Тетово, Оделение за внатрешни работи Гостивар, лишиле од слобода 27 годишен гостиварец, поради сомненија за злоупотреба на лични податоци и измама. Тој се сомничи дека со лична карта од друго лице, која наводно ја нашол на улица, а која на 16 декември годинава го пријавило случајот, склучил договор за СВР Тетово упатува апел до гостителите во следниот период доследно да се придржуваат кон пропишаните протоколи и мерки за спречување на ширењето на COVID-19. СВР апелира и до оние кои организираат свадбени и други свечености да внимаваат на безбедноста на своите имоти, заради зголемениот број на кражби при такви околности. Секторот за внатрешни работи Тетово со апел до угостителите од подрачјето и до организаторите на семејни и други свечености во наредниот период целосно и доследно да се придржуваат кон пропишаните протоколи и мерки за спречување на ширењето на COVID-19, а кои се однесуваат на бројот на гостите, нивниот вакцинален статус и другите препораки од највисоките здравствени власти. СВР Тетово со совети предупредување исто така на овие свечености да нема пукање од огнено оружје или неовластено приредување на огномети во или пред објектите, како и на други јавни места во непосредна близина. Зошто секое непочитување на мерките и укажувањата ќе биде санкционирано со законски предвидените поднесоци и со парични или други казни, без разлика дали станува збор за физичко или правно лице. Со оглед на тоа дека предстои доаѓање на времено вработените од странство, кој наредниве денови ќе се интензивира, СВР Тетово советува да се почитуваат и сообраќајните правила и прописи, пред се оние кои се однесуваат на брзина на движење, конзумирање на алкохол и паркирање. Погрешно, односно непрописно паркираните веднаш ќе се санкционираат и подигнуваат од паек службата, додека алкохолизираните возачи ќе се исклучуваат од сообраќај, а сите без исклучоци ќе се соочат со соодветни поднесоци. Во сезоната на свадбени и други семејни свечености кои наскоро предстои во полок, последниве години честа мета на крадците се куќи и станови на оние кои прославуваат и кои поради тоа повеќе или помалку отсуствуваат од домовите. Нивното отсуство умешно го користат поединци кои влегуваат во домовите и најчесто одземаат златен накит или пари. СВР Тетово апелира до оние кои организираат или учествуваат на свадбени или други празнични свечености во тоа време задолжително да ги заклучуваат влезните врати и да не ги оставаат отворени прозорците. До граѓаните се апелира исто така доколку забележат непознати сомнителни лица во близина на куќите или становите да ги пријават во најблиското полициско оделение или станица на бесплатниот и веќе познат телефонски број 192, со што во голема мерка ќе помогнат за нивно ефикасно идентификување и оневозможување да извршат кражби или друг вид криминал. Поголема безбедност на децата до домот е едукативниот проект кој го спроведува одсекот за превенција на СВР Тетово, а активностите од истиот веќе привршуваат и на гостиварското подрачје. До сега се опфатени 17 основни училишта на подрачјето со над 360 првооделенци кои следат настава на македонски, албански и турски јазик. Целта на предавањата е децата од најмала возраст да се стекнат со најосновните знаења да изградат сообраќајна свест и култура.
Почитувани гледачи, тука е крајот на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието и пријатно.